Првите мерки кои ги донесе владата, тие беа 14.500 денари за месец мај. Тие без услови ги дадоа барем на оваа група во која припаѓам јас, на самостојни уметници, и тие ги добивме. Следните мерки кои беа, не знам, туризам, домашни производи, не ги добивме. Не сум у тие групи. И последнава мерка која беше сега, таа поставува услови во која што еден куп музичари, не само самостојни уметници, него и оние кои свират на свадби или во ресторани само, и така ќе биде тешко да ги исполнат условите, затоа што условувањата се да бидете невработено лице, што значи веднаш отпаѓаме сите самостојни уметници. Да имате, се бара да имате помалце приход од 80.000 денари од месец јануар до септември. Ние јануар, февруари, март до 14 март работевме, така да јас над таа сума. Кога би се барало од забраната, кога е од март до август, сумата е 0 денари, така да меѓутоа не е намерно побарана, веројатно, за да се намали бројот на оние кои ќе ја добијат. Исто така се бара да имаат во последните не знам колку време 3 проекти од културата направено, оние што треба да добијат помош. Јас немам проблем со тоа, меѓутоа оние што свират исклучиво свадби или само во угостителски објекти, тие нема да можат да докажат дека работеле на проекти од културата. Така да и тој број ќе се намали. Зборувам сега за оние кои се во здруженија на естрадни уметници или во други. Така да овие мерки последниве што владата ги направи се направени како да што помалце луѓе добијат помош.